Ако им треба заштеда на пари во буџетот, пратениците од владеачката коалиција да си намалат од платите во владата и во собранието, но никако не смеат да го скратат буџетот за заштита на животната средина, велат од првата детска амбасада. Загадувањето со кое се борат жителите на Скопје, Битола, Гостивар, Тетово, Кавадарци негативно влијае на здравјето и на граѓаните и на нивните деца, кои мора да растат во здрава животна средина, вели првиот човек на Меѓаши Змијанац. Наместо да кратат 5 милиони евра за здрава животна средина, нека купат 20.000 велосипеди за децата и нека им ги подарат. Со кратење на парите за чист воздух и здрава животна средина, плаќаме висока цена за лечење на нашите деца од последиците на загадувањето. Во состојба на екстремно загаден воздух, вода, почва, нестандардни илјадници диви депонии во Македонија, намалување на средствата за заштита на животна средина е неприфатливо. Ваквиот чекор е неодговорен и покажува негрижа за здравјето на своите граѓани и иднината на оваа земја од страна на пратениците ако се согласат да ги прифатат овие скртувања. Тој апелира до пратениците, ако не е можно зголемување на буџетот за мерки кон здрава животна средина, тогаш нека не гласаат ниту за намалување на овие средства. Животната средина мора да стане приоритет, зашто без здрава животна средина нема живот. Не сме здравата животна средина и чистиот воздух да бидат на маргините и важноста и приоритетите и на владата и на собранието на Република Македонија. Инаку 15 на граѓански иницијативи и здруженија испратија заедничка протестна реакција до пратениците со која бараат кратењето на 4,9 милиони евра да не се реализира. Во предложените измени на буџетот за 2017 година за заштита на животната средина намалени се 25% од предвидените средства. Намалување има и кај буџетот на Министерството за екологија и тоа за 2,4 милиони евра или 23%.